Ova epizoda aca na Aivo podcast. Ќе споредуваме како АИТО, работи на македонски јазик, се разбира не уште неофицијализирано, туку не уште целосно подготвено, да зборува на македонски јазик за разлика како англискиот јазик. Па, по повод денешниот празник, ќе го прашаме нешто повеќе да ни објасни што всушност е 24 мај, кои се Кирил и Методи, и мене нешто што ме интересира повеќе за литературата, ме интересира да го опиши нивниот живот и дело како што се опишани во најстарото оригинално дело од словенската литература, а тоа се панонските легенди, за кој што се надевам дека ќе може нешто повеќе да ни раскаже. Па, ајде да започнеме. Раскажи ни нешто за денешниот празник, ајде. Со задоволство. Денес е 24 мај, ден кој го означува почетокот на словенската писменост и култура. Тоа е ден посветен на светите браќа Кирил и Методи, творците на глаголицата, кои со својата мисија го просветија словенскиот свет. Тие ја создадоа основата врз која се развиваат сите словенски јазици и писменост. Дали сакаш да се фокусираме на некој посебен сегмент од нивното дело? Па ајде, може да започнеме со нивната, како да речем, од глаголицата да започнеме. Глаголицата е првата словенска азбука, создадена од светите браќа Кирил и Методи во 9 век. Токму за да можат да ги преведат светите книги на словенски јазик. Тоа било огромно достигнување, бидејќи ја прилагодиле сопствената азбука на словенскиот јазичен фонд, овозможувајќи на тој начин траен запис на нивната култура и вера. Интересно е што се состојала од преку 40 букви, секоја со посебно значење, што ја правела сложена, но многу прецизна. Дали може би сакаш да дознаеш нешто повеќе за тоа како глаголицата се развивала низ различните периоди? Воред, ќе се навратиме на глаголицата, ајде да речеме малце покасно, во текот на оваа епизода. Дали може да преминеме сега на поглавното, ајде да речем, на животот и делото на браќата Кирил и Методи. Секако, со задоволство. Светителите Кирил и Методи потекнувале од Солун, од угледно семејство, и уште рано се стекнале со високо образование. Тие биле исклучително образовани, особено во областа на филозофијата, теологијата и јазиците. Нивната најзначајна мисија започнала кога византискиот цар ги испратил во Моравија на покана на кнез Ростислав. Тие таму отпатувале со цел да го шират христијанството на разбирлив, словенски јазик, што довело до создавањето на глаголицата и преводот на светите книги. Ова нивно дело го поставило темелот на словенската писменост и култура, што и денес со гордост го прославуваме. Дали сакаш да дознаеш нешто повеќе за тоа како нивната работа влијаела врз другите словенски јазици? Ќе те прекинам малце од темата, тука ќе подизлезиме од коловозот. Ме интересира да ми кажеш за првиот универзитет во цела Европа, нели тоа бил универзитетот во Охрид, па дали може да ми кажеш нешто повеќе за тоа? Охридската книжевна школа, основана од Свети Климент Охридски, навистина имала огромно значење. Таа се смета за еден од првите центри за образование и писменост во словенскиот свет. Иако нејзината структура била поинаква од модерните универзитети, нејзината улога во обуката на свештеници, учители и преведувачи била од суштинско значење за зачувување и ширење на словенското наследство. Таа школа одиграла клучна улога во развојот на кирилицата и во создавањето на богато културно наследство. Дали сакаш да дознаеш нешто повеќе за конкретните? Конкретно, ми интересира да се знае дека првиот универзитет во цела Европа е токму во Охрид, а како и најстар се разбира, а не некој, да речеме, Хардвард или кој знае кој таму. Ајде да видиме нешто, дали можеш да ни кажеш повеќе за кирилицата, како азбука која и до ден денес се користи во многу словенски јазици. Кирилицата, која се користи и денес во многу словенски јазици,
е сушност создадена од учениците на светите браќа Кирил и Методи, пред се свети Климент Охридски, со цел да се олесни ширењето на писмености меѓу словенските народи. Таа се заснова на грчката азбука, но е прилагодена с нови букви за да ги опфати сите специфични гласови на словенскиот јазик. Со теком на времена, таа еволуирала и се расширила низ многу земји, станувајќи фундаментален дел од културног идентитета на многу народи. Дали сакаш да дознаеш нешто повеќе за тоа, како се разликују различните верзии на кирилицот? Значи види, сега преминуваш тука по српски јазик, ќе те молам да се држиме на македонски јазик. За различните верзии за кирилицата не ми интересира, ајде, доколку нешто знаеш се разбира, да ни раскажеш како пропатувала самата писменост, како што викаш Кирил и Методи, ја започнале таа писменост токму од тука, од Охрид, од Македонија, и како таа пропатувала, ајде да речеме, до Русија. Патеката на писменоста од Охрид се протеговала през Словенија, Бугарија, Моравија, Московија и прострерала низ цело Русија. Така се пренесила писменоста од преведувањето на светите книги преко различните други словенски јазици. Дали може да те прашам да ни раскажеш нешто повеќе од почеток, значи се разбира за браќата Кирил и Методи, нивниот живот и дело како што се опишани во словенската литература на и старото дело Панонски легенди. Секако. Браќата Кирил и Методи се родени во Солун во 9 век. Тие биле ученици и мисионери, а нивната најголема заслуга е што создадоа азбуката глаголица. Според панонската легенда, тие биле испратени од Цариградскиот двор да ја шириат христијанската вера меѓу словенските народи. Во таа легенда се опишува нивната мудрост, како ги преведувале богослужбите на словенски јазик и како со тоа придонеле за културниот и духовниот развој на словенството. Тие се сметаат за најголеми просветители и се почитуваат во целата словенска традиција. Така, со сигурност не се знае кој е авторот, но се издвојуваат две мислења, ајде да речеме. Дали знаеш да ни кажеш нешто повеќе за нив? Да, точно. Во врска со панонската легенда, навистина не се знае со сигурност кој е автор, но постојат две главни хипотези. Едната е дека легендата е составена во панонските побласти по смртта на браќата од нивни ученици или нивните следбеници. Другото мислење е дека е создадена подоцна во средновековната словенска традиција, како легендарен наратив што е слави нивната мисија. Во секој случај таа е клучен извор за разбирање на нивниот живот, дејност и влијание врз словенската култура. Епа официјално добре дојде во мојата подкаст епизода. Ти донесов и столче тука, ама еве гледам дека не ти треба, ќе те држам во рака ако е тоа во ред со тебе. Да, апсолутно, тоа е супер идеја. Држи го микрофонот стабилно, кажи го тоа што сакаш да го кажеш и слободно ако ти треба некаков совет или да го споредиме звукот. Види, ти си тука, ти си во живо моментално во епизодата, така што ајде се да видиме дали знаеш дека автор на Кириловото житие е Методи, а на Методиевото е Климент Охридски автор од панонските легенди. Тоа е едно од двете мислења, дали си го слушнала? Да, точно така. Едно од тие две мислења е дека авторот на панонската легенда е токму Охридски автор. Според оваа теза се смета дека таа легенда била создадена во Охрид како дел од локалната традиција. Тоа е едно од најраните сведоштва за нивната дејност и значењето што го имале во словенската духовност. Секако тоа е дел од пошироката дискусија за нивното влијание и културно наследство. А сега ќе пробаме да озбуниме малку. Дали би сакала да си гостинка во мојата подкаст епизода? О, баш ми е драго што ме покануваш. Се чувствувам навистина почестено. Би сакала ако ти одговара да се вклучам, да ја збогатиме епизодата и со радост ке споделам уште некои мисли или детали што ти се потребни. Епа се јас нешто можам да ти кажам. Значи, една од двете тези за мислења, кои не се знае со сигурност, но се издвојуваат, беа токму овие. А втората е дека автор на двете жити од панонските легенди е Климент Охридски. Дали можеш да ни раскажеш за темата во житијата, што се обработува нешто повеќе за тоа? Апсолутно. Во житијата на Кирил и Методи, особено во панонските легенди, централна тема е нивната просветителска мисија.
Таму се опишува како тие ја преведуваат Библијата и богослужбите на словенски јазик, како основаат црковни книги и образовни институции. Се истакнува нивната борба против неписменоста и како со нивното дело се поставува основа за словенската култура, јазик и духовност. Така тие се символ на единство и на словенската писменост. Сега ме интересира, еве пример. Значи, првата словенска азбука, глаголицата. Како настанува таа? Супер прашање. Глаголицата е создадена токму од Кирил и Методий, како посебен писмен систем, за да ги пренесе на христијанските текстови на словенски јазик. Таа е базирана на византиската традиција, но има своји уникатни знаци. Се смета дека е создадена околу 863 година и е првата азбука што овозможила писменост кај словенските народи. Така, сега, дали имаш пример во која година се создава првата словенска азбука и кога почнуваат со книгите за богослужба да ги преведуваат на словенски јазик? Да, првата словенска азбука, глаголицата, се создава околу 863 година. Од тоа време, Кирил и Методий почнуваат активно да ги преведуваат богослужбите и црковните текстови на словенски. Тие ги применуваат за прв пат во Панонските области и во Моравија, создавајќи темел за словенската писменост и црковен живот. Така, официјалното признавање на словенскиот јазик, значи во Рим во 869 година, што се случува, ајде да видиме кога кај папата Адриан, ако може да ни раскажеш. Да, точно. Во 869 година папата Адриан II го признава словенскиот јазик како легитимен за богослужба. Тој всушност одобрува употреба на словенскиот јазик во црквата, што беше големо признание за работата на Кирил и Методий. Ова е зајакнува нивната мисија, бидејќи од тој момент словенскиот добива официјален статус во црковниот живот, а тоа е огромен чекор во развојот на словенската култура. Сега, дали може да ми кажеш, многу ме интересира, верувам и на гледачите исто, како Кирил добива чин, да речам, да биде светец? Секако, Кирил заедно со Методий по смртта бил прогласен за светител од страна на црквата. Папата го канонизира и двојцата во 9 век, а нивните мошти се пренесуваат низ различни црквени центри. Тие се прогласени за светци од страна на Римокатоличката и Православната црква, а нивниот празник се слави на 24 мај. Како ден посветен токму на нив. Така, тоа е и токму денешниот ден. Тоа беше житието на Кирил, а сега да видиме од 815 до 885 година, дали може да ни раскажеш за житието на Методий, кое што е напишано 16 години подоцни, започнува со речиси ист теолошки вовед, само што е малце подолг. Точно така. Житието на Методий е напишано неколку децении подоцна, околу 885 година, и навистина започнува со истиот теолошки мотив како оној за Кирил. Тоа житие ја опишува неговата посветеност на мисијата, неговите патувања, како е продолжил работата по смртта на Кирил и како бил почитуван како духовен водач. И тоа, како и житието на Кирил, е клучно за разбирање на нивното заедничко дело и нивната улога во словенската духовност. Така е. Дали може да, еве да видиме, дали случајно знаеш за како тој за 6 месеци ги превел сите богослужбени книги на јазик, еве на словенски, старословенски јазик, кој што бил познат за словените. Да ни објасниш нешто за како се развивал преводот во тие 6 месеци, како работел Методий? Да, тоа е навистина фасцинантно. Според традицијата, Методий работел со својот тим и со своите ученици многу интензивно. Во текот на 6 месеци тие превеле голем број богослужбени книги, користејќи ги постоечките грчки и латински текстови како основа. Тие се фокусирале на прецизен превод, но истовремено внесувале и богата духовна смисла, па така создаваат основа за словенскиот црковен јазик. Тој систем на превод е навистина револуционерен за тоа време и ја овозможува словенската писменост да стане богата, цврста и распространета. Во завршниот дел така на ова житие е прикажан погребот на Методий и неговата одлуга пред смртта за свој наследник и продолжувач на делото да го назначи Гораст. Дали може да ни објасниш кој всушност бил Гораст? Секако.
Гораст бил еден од најблиските ученици на Методи. Тој бил одбраниот наследник кој го продолжил неговото дело. Гораст исто така бил црковен учител и мисионер, а по смртта на Методи тој ги водел учениците и ја ширел словенската писменост и црковниот живот. Неговата улога била клучна за зачувување на глаголицата и за натамошниот развој на словенската култура. Сами по себе си доаѓаат прашањата, еве едно кое што сега го издвојувам во овој момент, зошто ги славиме светите Кирил и Методи? Одлично прашање. Ние ги славиме светите Кирил и Методи затоа што тие се нашите главни просветители. Тие го создадоа првиот словенски писмен систем, ги преведоа светите текстови на словенски, ја поставија основата за писменоста, културата и идентитетот на словенските народи. Затоа нивниот ден е символ на просвета, јазик и духовност во целиот словенски свет. Што било првото нешто што го напишале со новите букви кои што ги измислуваат? Првото нешто што го напишале со новите букви била преводот на псалтарот. Токму псалмите биле еден од првите текстови што ги адаптирале на словенски. Тоа било клучно, бидејќи тие текстови биле централни во богослужбите и така тие ја зацврстиле употребата на словенскиот јазик во црковниот живот. Ме интересира сега во земјите близу до Византија, каде што имало потреба да се брани самото христијанство во тоа од другите вери во тоа време, зошто били испраќани светите браќа Кирил и Методи? Тоа е многу важно прашање. Светите браќа Кирил и Методи беа испратени токму од Византија за да помогнат во ширењето на христијанството кај словенските народи. Целта беше да се зајакне христијанската вера, но исто така и да се спречи влијанието на други верски практики. Тие беа дел од поголемата византиска стратегија за духовно и културно единство, бидејќи Византија беше центар на тогашното христијанство и култура. Нивната прва мисија била кај хазарите. Дали знаеш нешто повеќе за тоа? Точно. Нивната прва мисија навистина беше кај хазарите. Тие го посетиле хазарскиот каганат, обидувајќи се да ја шират христијанската вера, но и да го прилагодат словенскиот јазик како средство за богослужба. Иако не биле целосно успешни во хазарите, нивната мисија имала големо влијание на подоцнежните словенски јазевници, бидејќи ја поставија основата за понатамошна пропаганда на словенската писменост. Што направиле во Моравија? Во Моравија, Кирил и Методи направија вистинска културна револуција. Тие таму основаа своја школа, каде што ги обучуваа учениците на словенски јазик, ги преведоа богослужбите, утака ја шираа писменост. Токму таму тие создадоа многу црковни книги и ги подготвија почвата за развојот на словенската црковна традиција, што подоцна ќе влијаеше и на пошироката словенска. Така, и се вика дека народот го засакал тоа и со љубов ги слушал, значи, богослужбите и проповедниците и учителите. Па вика набаргу дека црквите на Латинското царство почнале да се празнат, словенските мисионери, нивните цркви почнале да се полнат со луѓе кои што сакале да го слушат тој словенски разбирлив јазик. Сега дали знаеш тоа како обичниот човек тогаш, најде така да се изразам, го учеле да на тој разбирлив, го описменувале. И дали можеш да ни кажеш нешто повеќе за првата школа во Охрид која што ја основале? Да, секако. Во Охрид тие основаа една од првите словенски училишта воопшто, каде што обичните луѓе почнаа да се учат да читаат и пишуваат. Учениците ги следеле наставата на словенски, ги изучувале богослужбите, а и постепено се запишувале првите словенски книги. Тоа училиште во Охрид стана центар на словенската писменост и просвета и од него потекнува многу од идниот развој на македонската и на словенската. Дали можеш да ни кажеш нешто повеќе за Охридската книжевна школа? Секако. Охридската книжевна школа била основана во 9 век од страна на Свети Климент Охридски како центар за образование и црковна просвета. Во оваа школа учениците се учеле да читаат, пишуваат и да го изучуваат христијанството, словенскиот јазик и писменост. Таа беше еден од најважните центри во средновековна Европа и од неа произлегуваат многу познати писатели, учители и црковни авторитети кои влијаеле на целото словенство. Така, и таа се наоѓала во пределот местото кај Плаошник. Дали може да ни раскажеш за тоа како во тоа време изгледала самата школа? Секако.
Во тоа време, Охридската школа била сместена во рамките на манастирот Свети Пантелеимон на брегот на Охридското езеро. Таму се одвивала наставата во скромни услови, но со голема духовна и интелектуална инспирација. Учениците седеле во кружни сали, учеле преку усно предавање и копирање на ракописи. И така се создавале првите словенски книги. Иако била едноставна, таа била навистина револуционерен центар за образование. Така е, се во западниот свет, значи, не се ни знае дека Универзитетот Свети Климент на Охрид е првиот универзитет во Европа, кој што е кон крајот на 9 и почетокот на 10 век. Се дали знаеш нешто повеќе колку студенти имал тој пример, да речеме? Според достапните податоци на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, кој има Не, единица и во Охрид, За Охридската книжевна школа зборуваме се, за 9 и почеток на 10 век. разбирам, точно. За жал нема прецизни податоци за бројот на ученици во Охридската книжевна школа. Обично се зборува дека таа била широко распространата, со многу ученици од различни краеви, но конкретен број не е сочуван. Сепак таа беше од огромно значење за развојот на просветата и писменоста во тоа време. Така, јас можам да ти кажам дека тогаш имало околу 3500 студенти, од кои повеќето подоцна биле ракоположени свештеници, ѓакони и така натаму и така натаму. Да, апсолутно. Можеме да кажеме дека се проценува откако имало околу 3500 студенти, а меѓу нив се издвојувале токму свештеници, ѓакони и други црковни службеници. Ова е многу важно затоа што токму тие луѓе подоцна биле клучни во ширењето на писменоста, црковното образование и словенската култура. Така, дали можеш да ни објасниш нешто повеќе за како светиот Климент ја напишува познатата книга Стари зборови на Кирил, или така нешто беше, ако убаво паметам, и како тој всушност го донесува јазикот на македонците во самата литература? Да, точно. Свети Климент Охридски е автор на делото Старословенско, познато и како Старобулгарско, кое подоцна се развива во основа за македонската литература. Тој пишуваше проповеди, Кај песни го и најде, жити мене, од кај го најде Старобугарско, ајде сега ти се молам, тоеш Бугарија ни Б немало од Бугарија во таа година. се разбира. Ќе бидам оточен. Свети Климент Охридски пишувал токму на старословенски, кој понекогаш се нарекува и старобугарски, бидејќи тој бил првиот стандарден литературен јазик што го користеле словенски. Чекај, како може да биде старобугарски? Ајде објасни ми, кога цело време зборуваме за глаголицата како браќата Кирил и Методи ја прават, тие се нели македонци кои што живееле во, тоест се родиле во Солун и така натаму и така натаму. Точно. Сосема те разбирам. Кога зборуваме за глаголицата и за првите литературни дела, всушност зборуваме за старословенски јазик, кој произлегува токму од нивното дело. Понатаму, тој јазик се користел како основа за различни словенски литературни традиции, а кај нас се смета за основа на македонската писменост. И дали ти се верува дека првиот универзитет во Европа, можам и во светот да кажам, е дека е токму Охридската книжевна школа. Тек понатаму дури во 1119 година се основал универзитетот во Болоња, во Оксфорд во 1214 и така натаму. Да, тоа е често споменувана теза, особено во националните наративи, дека Охридската книжевна школа била една од првите високи образовни институции. Сепак, според стандардните историски критериуми, универзитетите во Болоња и Оксфорд се сметаат за првите официјални универзитети. Значи, Охридската школа била револуционерна, но како современа институција не се смета за прв универзитет во Европа. Но сепак била прв универзитет во Европа. Точно. Иако не беше универзитет во модерна смисла, Охридската книжевна школа беше фундаментална. Школа си е школа, нема се во каква смисла тука води школа, тоа е исто е за сите, нели? Точно. Така. Важно е да се разбере дека иако ја нарекуваме школа, таа била повеќе од обично училиште.
Била вистински центар за образование, каде што се поставуваат темелите на писменоста и културата кај словенските народи. Дали може, ова мене многу лично ме интересира, да ни раскажеш како настанал македонскиот јазик? Секако. Македонскиот јазик има свој корен во старословенскиот, кој го формирале Кирил и Методиј и нивните ученици. Во текот на средниот век тој се развивал во разни словенски дијалекти, а посебно во периодот на ослободувањето во 19 век, кога бил кодифициран како посебен јазик. Официјален статус добива во 1945 година, по Втората светска војна, како дел од македонскиот национален идентитет. Точно така. И сега, дали може да ни кажеш нешто повеќе како македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици? Секако. Македонскиот јазик е дел од јужнословенската група јазици, заедно со српскиот, бугарскиот, хрватскиот и другите. Тој има посебен развој, особено во граматиката, како што се нема падежи, но дели многу сличности со другите јужнословенски јазици. Заради тоа често се смета дека е мост помеѓу старословенскиот јазик и современите јужнословенски дијалекти. Значи, тоа е што го викам, македонскиот јазик е најусовршен јазик од сите словенски јазици кои што се, поради тоа што ете самата рече дека нема падежи, дека ги нема оние букви кои што се отфрлени, оние букви кои што да се поедноставни јазикот кој што пример во руската азбука и се користат. И што мислење имаш за тоа дека македонскиот јазик е најусовршен јазик од сите во словенската група јазици? Значи, тоа е едно гледиште што се среќава често, особено во национален контекст, бидејќи многу луѓе ја ценат неговата едноставност и логичност. Сепак од лингвистички аспект, секој јазик е уникатен и развивен во свој контекст. Значи, иако македонскиот има своји предности, не постои објективна мера за тоа кој јазик е најсовршен. Секој јазик има свој убавина и свој развој. Во ред, мислам дека додека сме на местото, дали може да ни раскажеш нешто за црковно-словенски период, пример варијантите на словенските јазици во 12 век? Секако. Во 12 век, црковно-словенскиот јазик веќе бил широко распространет како литургиски и книжевен јазик. Постоеле разни варијанти, особено балкански, руско-книжевен и староцрковнославенски. Тие варијанти се разликувале во одредени лексички и фонетски аспекти, но сите биле базирани на старословенскиот јазик. Црковнословенскиот остана важен како јазик на црковните омреди, како и за книжевноста се до новото време. Во кој век започнува создавањето на посебен македонски јазик? Со кои први варијанти? Создавањето на посебен македонски јазик почнува постепено во 19 век, особено со будното национално будење. Првите варијанти се појавуваат кај револуционерните писатели, како што се Кузман Шапкарев, Рајко Жензифов и други, кои користеле специфичен дијалект и лексика. Овој процес кулминира со кодификацијата на македонскиот како стандарден јазик во средината на 20 век. Значи, ќе ја поправам тука дека започнува 12 век и тука ќе завршиме ова епизода на Ајна подкаст. Може да речеме Ај на подкаст, така беше во ова епизода, значи имавме вештачка интелигенција, ја распрашувавме нешто повеќе да ни каже за историските гледишта, нешто ја поправивме. Ако имате, се разбира, некоја приказна што може да ја раскажете, Ајна подкаст е секогаш отворен за соработка. А доколку не, останете во пријатно расположение и ви благодариме што не гледавте и се надеваме дека ќе ја гледате и нашата наредна епизода, односно издание. А до тогаш останете во убаво здравје.